Откако градоначалникот Иван Јорданов и советникот Душко Иванов ја пресекоа црвената лента, во употреба беше пуштен новиот мост на река Утиња кај Штипската гимназија. Новиот мост се наоѓа веднаш до веќе постоечкиот и двата треба да овозможат двонасочен сообраќај преку реката во овој дел од градот. Го пуштаме во употреба мостот на река Отиња, кој што значително ќе подобри состојбата со сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Знаете дека двете главни сообраќајници, Васил Главинов и Маршал Тито, низводно на река Отиња, се главен проблем и фокус на кој што работиме во наредниот период за проширување на коловозните ленти, но и со изградбата на овој мост за намалување на сообраќајниот метеж и гужви кои што се ствараат во текот на денот. Јорданов додаде дека продолжува изградбата на конзолите. Во следните динови, вели тој, ќе започне изградбата на конзоли на река Утиња на путегот од новиот мост до плоштадот Слобода, за што веќе се обезбедени финансиски средства и е избран економскиот оператор. Благодарение на амандманот на пратеникот Никола Мицевски обезбедивме 5 милиони денари, а дополнително општина Штип со кофинансирање од 2,5 милиони денари ги обезбеди потребните средства. Избран е најповолен економски оператор, изведувач кој што ќе започне деновиве со градежните активности. Очекуваме до крајот на годината да се заврши овој потек. Исто така планирани се и потезите од текстилното училиште, практично од основното училиште Ванчо Прке до основниот суд Штип да се завршат, да се прошират и на тој начин да имаме пошироки коловозни ленти на двете главни сообраќајници кои што предмалку ги спомнав. Дополнително до крајот на годината ќе се осветли кејот на река Утиња од јавното претпријатие ИСАР до ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев во Штипско Ново село. Новиот мост на река Утиња, кој денеска беше пуштен во употреба пак, е инвестиција вредна 5 милиони денари.